заборавив микрофон. Заборавив се. Ние едноставно снимаме со телефон во работната средина. Веќе ми се сака да притиснам тапок на подот. Уху. Ние едноставно летаме. Виктор, дали ги доби резултатите од тестовите? Да. Тестовите се направени. Моторот е многу перспективен, па затоа може да се започне со производство. Доби за 95, поголем, исто така 4-поларен, но има поголема брзина. Моментите се практично исти како и кај 6-полусните, но поради тоа што брзината е повисока, дизајнот е сосема различен од оние на 6-полусните кои беа во првите модели на АСК мотори. Па еве, пријатели, сакам да ви покажам автомобил. Ова е камионче, на кое навистина може да се стави мотор. Например, новите, кои ги тестирав, погледнете колку е уреден автомобилот. Моторот веќе го тестиравме во Сувелмаш. Постојат компании кои произведуваат овие автомобили и се подготвени да ги инсталираат нашиот мотор на овие автомобили кои се специализирани во оваа област. Еве тука се гледа како дополнително и детално и темално воопшто го оценуваш овој автомобил во споредба со она што веќе го испитивме. Па тој кенгур кој како што се викаш. Па, оваа машина, не знам, дури и да седиш на неа е страшно. Кога ја тестирав тука, седиш како во бронетранспортер. Видливо само делчиња, така што на такво ниво. Тоа значи дека очите гледаат само она што се движи покрај тебе. Невозможно беше да се гледа назад. Управливоста е лоша, да, всушност. Ова е стабилна машина, дури и само да се погледне во база. Таа е стабилна, двоседечна, нормална. Прегледот е добар, зависи од нарачките. Ки има нарачки, тоа е Кина. Ќе ја заземеме соседната фабрика, нели? Таму ќе може да се произведува. Затоа што каросериите се произведуваат лесно на било кое место. Например, или дури. Сега тестирајќи автомобил, електричен камион, кој можеме? На кој можеме да ставиме веќе новиот мотор, кој го тестиравме во Сувелмаш, можеме да го ставиме на овој автомобил, да произведуваме до 100 автомобили месечно до 1000, нели? Според мене, 1000 автомобили годишно можеме слободно да произведеме. Можеме да правиме 1000 автомобили годишно, но не брзо. Имам малку повеќе од 40, но кога ќе притиснам на педалата, знаете, тоа е многу добар потек. Автомобилот се движи многу тивко. Па, не знам, само возам и уживам. Секако, тоа не е БМ од луксузна класа, но овој автомобил има сосема други задачи. Па, сега Виктор ќе сними како се движим. Еве, погледнете каква патека е пред нас. Ќе покажеме како го зголемуваме брзината, се до семафорот. Еве, погледнете, јас сум на педалата. Малку притиснав на педалата. Веднаш автомобилот почнува да забрзува. Веднаш на мојот спидометар веќе имам 60. И морам да забавам. Не, многу пријатни вежби. Лесно. Непрозначно е дека ова е електричен автомобил. Апсолутно и разбирате дека веќе сме блиску до тоа да ги ставиме нашите сериски мотори тука. Имаме за тоа. Имаме мотори, да, тестирани. Можеме да ги започнеме тука во производство. Веќе се договоривме практично да го инсталираме нашиот мотор на оваа машина. Одам, така. Момци, јас одам. Се. Блин, момци, ова е едноставно класно. Се заљубив во оваа машина. Точно ќе ставиме мотори на неа кои ги произведува компанијата Спритеч.
Супер, момци, супер. Еве, машината сега пика. Се слуша овој звук. Еве, се слуша. Тоа значи дека се движиме бавно. Тоа значи дека пешаците не слушаат. Еве 20 км на час. До 25 таа ќе се движи така. За луѓето воопшто да слушаат дека во близина има некое движење. Еве, само што стигна до 25, всушност, звукот повеќе не постои, вклучувајќи го и Виктор Кандија. И ваков развој. Видите, аголот на свртување, ова не сум го свртел воланот до прстените. Малку свртување, удобно за градот и динамична машина. Може да се забрза, може да се движи бавно, може да се движи. И во ваквите, не, широки, во ваквите тесни улички. Мислам дека италијанците се наши директни купувачи. Па и за Латинска Америка. Таму нема толку многу автомобили како во Италија. Ова е удобен автомобил за секоја земја.